Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Срдечен поздрав до сите вас кои денеска сте заедно со нас и ќе ја следите ова наша утринска програма. Денеска сме 10 февруари, четврток 2022 година. 41-виот ден во годината. На почетокот би ги спомнал оние вообичаени сервисни информации дека сонцето во Кавадарци изгреа во 6 часот и 34 минути, а ќе зајде во 16 часот и 59 минути. Што се однесува до квалитетот на воздухот, според мерната станица која се наоѓа овде во Кавадарци, добиваме информации дека денеска воздухот е сосема чист, што би се рекло нормален, така да можете да дишете со полна плуча. Што се однесува до времето, осамна ведро, сончево во Кавадарци и релативно топло. Во раните утрински часови беше -7, сега веќе +2, но ќе имаме температура до 12 степени денеска во Кавадарци во Теквишијата. Што се однесува до останатите делови на Македонија, температурата ќе се движи од -4 во крајно западните делови до 11, во Скопскиот регион од -2 до 13, Комановскиот регион од -2 до 11, претежно сончево, во Берово -5 до 10 степени и во Гевгелија секако ќе биде најтопло од 3 до 16 степени. Во Пелагонија, кај што има снег се уште, пред 2 дена падна снег во Битола и Прилеп, температурата е ниска, релативно не е толку ниска, но сепак е -3 до 11 и во Охрид од -7 до 11 степени. Претежно сончево и потопло. Ете, најпосле дојдоа и потопли денови, почитувани гледачи. Предпладне поделни котлини ќе има услови за појава на магла или ниска облачност. Што се однесува до утре, ќе биде слична температурата, значи ќе оде температурата во плюс, посебно дневната, ќе имаме исто така предпладне поделни котлини, особено вдолж по Вардарието, со зголемена ниска облачност и појава на магла. Значи, ете, бидејќи времето е ведро, ќе се појавува и магла преку денот, претежно сончево и потопло. Што се однесува до Автомото сојузот на Македонија, состојбата на патиштата е слична како и вчера, значи се вози по суви, коловози, да се почитува патната и собрекењата сигнализација. На појдини делови во Македонија се извршуваат градични работи, на патот на потегот Радовиш-Штип, значи таму се прави брз пат и треба внимателно да се почитуваат собрекајните знаци кои се поставени. Исто така, на автопатот Скопје, односно Миладиновци, Штип, има одруни се уште и бидете почитувани гледачи, вие кои возите внимателни. Посебно внимание да се посвети во градските средини кога се управува со моторно возило, бидејќи може да претрчат деца или на премините пешаците да имаат секогаш предност. Од Автомото сојузот, значи, препорачува дека патниот правец Охрид-Ресен преку Националниот парк Галичица е затворен за сообраќај за сите видови на возила од 15.11.2021 до 1. април 2022 година.
potrebno je se ušteda se posedova zimska oprema, znači vo motornite vozila. Što se odnesova do rubrikata na denešen den, znači, ke spomeneme deka i deneska se slučile interesni raboti vo svetot i zato eve ke pročitam nekoliko raboti koji se važni za da gi znajeme. Ima mnogo svetski nastani, može bi, nema da spomnam nekoj posebni. Latina, Grcija, Romanija, Turci, krasno Jugoslavija, znači potpišale Balkanski pakt i taka natamu. Na francuski od patnički brod, Normandija. Togaš najgolim i najleganten vo svetot, vo svojata kategorija izbil požar, pošto brodot potonal vo njurjoškoto pristanište. Ete se slučuvat i takvi katastrofi koji jednostavno nosac od sebe čovječki životi. Naučnik od Selman Waksman i njegovio student Albert Schatz ga otkrile antibiotik od namenet za bolnite od tuberkuloza. Waksman svoj prv antibiotik ga otkril vo 1940. godine, no to se pokažal toksičen po zdravje to na lugetu, tako da 45. godina konečno bil pronajden antibiotik od koji navistina deneska spasova životi, no ne smeme da gi koristime samite mora, znači vo konsultacija so doktorite, so lekarite. Liderot na palestinskata osloboditeljna organizacija Jaser Arafat i šefot na izraelskata diplomatija Šimon Peres postignale dogovor za bezbednostnite prašanja koji go kočele mirovni dogovor pomegio palestinskata organizacija i Izrael. Ive toa beja počituvani gledači nekoliko servisni informaciji. Od deneska bi sakal da zajednički mesto kafe vi koji pijete, da pijeme običan čaj. Znači imame, evi nije si nabavivme i filđani, so našto logo, tako da vi ako posakate da imate ovako filđan, so ovakvo logo, pišite ni, pa ako imame nagradna igra i ke može da budete izvlečeni. Tako da ovaj filđan, znači imam topol čaj, tako da slobodno svarite si čaj, nemojte kafe. Zbrujovme za kafe, to deka je štetno, tako da budete zdravi, vnesuvajte zdravi elementi i namirnici vo vaše to telo. Ki odeme sega s jedna pesna, a potom ki se vratime povtorno v emisije. Protiv mio
so mene, ima mesto i za tebe. Okopne jambo svetoj čad za to a blaženstvo, ko prekratite Hristovi, jazda sve predadam. Patu vam kontoj večen dom, patu vam zemlja veterna, odojdi ti so mene, ima mesto i za tebe. Евене повторно во емисија во живо, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на радио Глас на надежта. Секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Поздрав до сите вас кои се вклучивте во меѓувреме и ја следите нашата програма. Сакам да на сите оние кои има денеска роден ден, да им го честитам, да им посакам многу Божи благослови, здравје, радост и среќа во животот. Честитки и на оние кои можеби денеска стана дедовци или баби. Можеби вашите деца, односно вашите керки се породили, така да еве честитки за нив. Јас станав од синуќа дедо, почитувани гледачи, така да еве да наздравиме со топол чај. Нека се сите наши внуци и внуки живи и здрави. Продолжуваме со капки на мудрост, а поток имаме вклучување на наш гледач од Скопје. Еве неколку капки на мудроста. Ако низ животот одвај се влечеш, можеби треба некој товар да слечеш. Оному каде што нема борба, не може да има ниту победа. Заборави го на што те повредило, но никогаш немој да заборавиш тоа што те повредило, на што те научило. Најголемото растојание во светот е околу 35 сантиметри од умот до срцето. Најтешко е да се одржи равнотежа помеѓу нив. Интересна мисла. Отстрани се што е негативно во твојот живот, така ќе направиш место за оно што е позитивно. Пријателите не се резервна гума, па да ги бараш само која ќе ти пукне. Наистина, пријателите се вредни и Соломон вели кој има пријател повреден од брат. Во смисол дека пријателот или комшијата ти е тука при рака кога можеш да имаш потреба, може да се потпреш на него, односно да побараш помош и така натаму. Времето поминато со својот најдобар пријател е безценето. Вниманието е најдобар пат до пријателството. Оној кој ги ограничува своите желби секогаш е многу богат. Вистина ние имаме желби, сакаме ова, сакаме она, да купам ова или она или трето, желби колку што сакаш. Меѓутоа еве мисла некој го искусил тоа и го запишал како капка на мудрост. Оној кој ги ограничува своите желби секогаш е многу богат. И уште една мисла, ако постојано се сопнуваш на ист камен, заслужуваш да си ја скршиш ногата, или јас сум прочитал на друго место да паднеш. Во смисол, тргни го каменот, да не те постојано сопнува, бидејќи можете да биде проблем и дури ногата да си ја скршиш. Одиме сега да го вклучиме во живо Ѓурица, нашиот дописник или гледач, како да го наречеме, од Скопје. Тој утрово има подготвена порака за нас и малку да поразговараме, бидејќи ова емисија во живо, така да ако има некои технички проблеми, почитувани гледачи, однапред ви се извинуваме, но се надеме дека ќе може го слушнеме. Ѓурица, добро утро, добар ден. Добро утро, добар ден, добре најдов. Се слушаме? Да, ве слушам. Добро, еве, јас те представив пред нашите гледачи, дека се слушаме? Ало? Еве веднаш. Еве повторно ќе го побареме. Ѓурица? Ало? Да. Се слушаме? Да, сега се слушаме. Нешто имавме мал проблем, но еве, добре дојде во нашата утринска програма. Добро најдов. Како е денеска во Скопје? Како 8 на денот? Па,
više u studenom, znači imаше голем mraz. Ono što mene mi pokazalo дека температурата надвор е -7, ali se čuствува како да е -3 или 4. Сонце грее, што е добро, кој ќе се стои до джами до сонцето, потопло е, ali мислам дека надвор е сепак навистина студен. Така, значи, да. Да. И Ковадар си осам на ведро, ама релативно е топло, тоа што нема ветар. Значи, овие денови имаше северен ветар, така да сега е тивко, мирно, значи кајва се температурата -7, а имате чувство дека е пониска температурата. Да, по-ладно е затоа што досега имаше мраз, али гледам каде што сонцето веќе го фаќа тој дел, веќе мразот се топи, али сепак е студено. надвор. Наводно, дали е бело, дали има снег? Водно имаше, ама сега пошто е магла надвор, тамо тој дел из маглица е тешко да се примети, али на повисоките делови околу Скопје, значи во планините, Скопска Црна Гора и тамо на Кешар планина, тоа е се уште бело. Така. Значи, пак скопските магли се покажа. Досега имавте релативно суво време, мислам, воздухот беше релативно чист. Сега, значи, што ме ведро, притисок и магла се појавува. Да, притисокот за ова утрина е измерен околу 1032 хектопаскали. Значи, она што е исто интересно е да утринава сонцето изгреа во 6 часот и 37 минути, ќе зајде во 17 часот, денот ќе трае 10 часа и 23 минути во Скопје. Благодарам за овие сервис информации. Што ни имаш приготвено за нас, за нашите гледачи, ова утро? Размислував и дојдов на една мисла за она што луѓето денеска многу често го барат, а тоа е доказ. Во се што не веруваме, да би поверувале, бараме некои докази. Затоа би сакал ова размислување да го почнам со еден текст од посланието до Римјаните во 9 глава 22 стих од еден современ превод, кој вели вака: Бог има право да го излее својот гнев и да ја покаже својата сила, но има право и да биде долготрпелив спрема оние на кои им е гневен, луѓе кои самите се подготвиле за сопствено уништување. И би продолжил со еден пример за Роберт Ингерсол, голем противник на христијанството. Често пати држал спектакуларни предавања против Бога и Библијата. И бидејќи бил надарен говорник, секогаш имал голем број на слушатели, значи луѓе кои што го следели. На едно такво предавање Ингерсол со голема ироничност го извадил својот часовник и со висок глас им рекол на присутните: Ако Бог постои, му давам 5 минути време да ме усмрти. И потем чекал да изминат овие 5 минути и бидејќи ништо не се случило за ова зададено време, задоволен извикнал: Гледате, се уште сум жив, со тоа докажав дека Бог не постои. По завршувањето на овој митинг, едно момче му рекло на своето другарче, за кое знаело дека е христијанин, со следните зборови му се обратил: Па, Ингерсол нешто докажа вечерва. На што ова момче христијанче му одговорило: Да, сигурно. Докажа дека ни најбезобразниот грешник не може да го испровоцира Бога за само 5 минути. Можда наивно е верувањето дека Бог не постои само затоа што не одговара веднаш на секој наш предизвик. Величината Божја е во тоа што тој трпеливо и чека своите 5 минути. Тој е апсолутен господар над времето и никој не може да ги измени неговите вечни планови. А на луѓето им е определено еднаш да умрат, а потоа суд, вели Бог. И што ќе посее човек, тој ќе пожне. И за секој празен збор или мисла, луѓето ќе поднесат сметка. Ингерсол не докажал дека Бог не постои, само докажал колку е Бог трпелив, дури и кога е предизвикан од еден безум. Во Излез или втора книга Мојсеева во 34 глава вака се запишани следните зборови: Потоа Господ помина покрај лицето на Мојсей и извика: Господ, Господ, Бог човеколюбив и милостив,
долго трпелив, много милостив и верен. Навистина, верувам дека секој еден од нас и вашите слушатели може да каже и да се сложи со овие зборови дека Бог е навистина милостив и долготрпелив со нас, затоа што и ова утро, благодарение на неговата милост, долготрпеливост, а човеколюбивост, ние сме станали на нов живот. Да. Благодарам, Ѓорице, за убава порака која е длабока во својата мисла. Благодарам за информациите што ги сподели со нас и што зеде дел и учество во нашата утринска програма. Ти посакувам убав ден, Господ нека и те чува тебе, твоето семејство и закажувам нова среда во наредните денови да ни бидеш повторно гостин во нашата утринска програма. Ви благодарам на позивот и на времето што ми го дозволивте да бидам со вашите гледачи и слушатели и го посакувам убав и пријатен ден и Господ и вас да ве чува и води и да ве благослови изобилно и вас како и вашите слушатели и гледачи. Благодарам, поздрав. Секој добро. Драги гледачи, еве тоа беше Ѓурица, нашиот дописник и пријател и гледач кој зеде учество во нашата денешна утринска програма. Продолжуваме со една убава христијанска песна, потоа ќе продолжиме со нашата емисија. После ова детска песна се враќаме во емисија, почитувани гледачи, да ја проследиме денешната утринска порака која наоѓаме во Псалмите Давидови, 24 глава, 7 и 8 стих. Подкренете ги вратите своји надвратници, кренете се вечни порти да влезе царот на славата. Кој е тој цар на славата? Мокниот и силниот Господ, Господ силен во бој. Цар на славата е насловот на оваа утринска порака. Христос дошол на земјата како Бог во лик на човекот. Се вознел на небото како цар на светите. Неговото вознесение било достојно на неговиот возвишен карактер. Заминал како оној кој е силен во битките како освојувач. Го следеле небесни чети со восклици, бурно одобрување и пофалби, пејки небесни песни. Учениците не го виделе само Господа како се вознесува, туку го примиле и сведоштвото на ангелите дека отишол да седне на престолот на својот татко на небесата. Сеајот на небесната придружба и отварањето на славните Божи порти, поздравувајќи го со добре дојде, не можело да биде препознаено од очите на смртниците. Кога патот по кој Христос заминал на небото би им бил откриен на учениците, во сета своја неискажлива слава, тие не би можеле да ја издржат таквата сцена. Нивните чувства не смеле да бидат толку обземени со славата на небото, за да не го изгубат од вид Христовиот карактер на земјата, карактерот кој требало да се покаже во нив. Пред своите очи требале да имаат јасна слика за убавината и величеството на неговиот живот, совршената хармонија на сите негови особини и таинственото единство на божественото и човечкото во неговата природа.
Неговото видливо вознесение од овој свет било во склад со неговиот кроток и спокоен живот. Колкав извор на радост за учениците било сознанието дека на небото имаат таков пријател кој се моли за нив. Видливото Христово вознесение на небото ги променило сите нивни погледи и замисли за небото. Тие сега за небото размислувале како за свој иден дом, како за место на кое нивниот сакан откупител им подготвува станови. Молитвата сега добила ново значење, бидејќи тоа бил разговор со нивниот спасител. Сега требало да го проповедаат Евангелието, Христа во човечкиот лик на човекот на тагата, Христа во понижувањето, кога злите раце го фатиле и распнале, Христа кој воскреснал, кој се вознел на небото, за во Божјето присуство да делува како човечки застапник, Христа кој повторно ќе дојде во сила и слава голема на небесните облаци. Во порака утринска, почитувани гледачи, псалмиста Давид ни ја доближува таа слика и она што се случило горе на небото кога Христос се вознел од оваа земја. Ангелите, тој небесен хор, во песна го дочекале Спасителот на светот. Подкренете ги вратите своји надвратници, кренете се вечни порти да влезе царот на славата. Другата група на ангели прашале, кој е тој цар на славата? Другата група одговорила, мокниот и силниот Господ, Господ силен во бој. Тие 33,5 години што Исус ги поминал нова земја, биле навистина пресудни за целото небо, односно за ова наша планета. Ангелите трепереле, на секој чекор го чувал Исуса додека бил нова земја, зашто сатаната дебнел да го уништи, знаејќи го планот на спасението дека Исус е тој кој ќе извојува победа и благодарение на Христовиот живот и на неговата смрт, човештвото ќе може повторно да се врати во прегратките на својот Татко Небесен. И затоа, кога Христос дошол, како овде што читавме на земјата, како Бог во лик на човек, а се вознел како цар над светите. И затоа христијаните го очекуваат Христовото ветување да се исполни како оние двајца мажи, односно ангели, тука поред Ерусалим, кај што дошле 120 луѓе да го испратат Исуса на небото. Ангелите рекле, мажи галилејци, што гледате? Го гледате ово Исус кој се земе од вас и на истиот начин тој повторно ќе дојде да ве земе и вас. И затоа Исус дал и ветување во Евангелието според Јована во 14 глава, да не се плаши срцето ваше, јас сега заминувам, но повторно ќе дојдам да ве земам и вас, да бидете и вие со мене каде што сум јас. Еве, веќе 2000 години како христијаните го очекуваат исполнувањето на ова Христово ветување. Може би нам додека чекаме ни е тешко. Генерации се раѓаат и умираат, меѓутоа знаеме кај Бога не тече времето и не се мери времето со часови, со календари како што го ние мериме, и затоа треба да бидеме упорни во нашето чекање. И ако се случи прекин на животот, и ако дојде смрт, нема проблем за Бога да ги повторно пробуди своите следбеници кои заспале со вера во Исуса Христа. Така да, еве овај радосна вест, што ангелите го дочекале Спасителот на светот и тоа била голема прослава горе на небото. Но наше сега овде, како што читавме, да продолжиме да ја носиме таа радосна вест, да го проповедаме Евангелието, зашто има многу луѓе кои живеат во мрак, во духовна темнина и не знаат ни налево ни надесно. Вратата е отворена кон небото и секој од нас може да помине, но да поминеме додека е отворена. Еве, прочитувани гледачи, ја проследивме утринската порака, која читаме редовно од Библијата, а сите вие кои сакате да ја имате Библијата, Светото писмо во ваши раце, во вашите домови, пишете ни, ние ќе ви спратиме бесплатно Свето писмо. А сите вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, значи постои онлайн дописна библиска школа. Сега за која секунда ќе ја видиме рекламата, значи слободно напишете на Google bibliјатазборува.mk и ќе ги добиете овде основните информации како онлайн, значи по дописен пат, од домашна атмосфера, значи од својата соба преку вашите компјутери да ја изучувате Библијата, односно Свето писмо. Да ја видиме сега рекламата.
Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве не повторно во живо. Почитуваме гледачи, продолжуваме со нашата утринска програма. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо нашата емисија, која се емитува секое утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Како што спомнавме во сервисните информации, денеска е четврток, имаме убаво време во Кавадарци, сончево е. Всушност така и го најавивме од вчера во временската прогноза дека утре задутре ќе имаме релативно топло време со сончеви интервали, така да искористите го вие кои сте слободни, излезете во прошетка и дишете чист, свеж воздух, зашто денеска воздухот во Кавадарци не е загаден. Слободно сварете си чај, еве јас имам топол чај, така да кафето оставете го, не е здраво, а чајот го храни нашиот организам и ќе имаме добро здравје. Продолжуваме со рубриката Библиски личности. Денеска ќе зборувам за Даниел и за неговите другари Седрах, Мисах и Авденаго. Името Даниел значи Господ е мој судија, но има и преносно значење Божја правда. Тоа е еврејско име, значи централно име во Стариот Завет, познат по тумачењето на оној сон на големиот цар Навуходоносор, кога сонил еден голем кип, неговите звездари, гатари и оние кои ги тумачили соновите не го знаеле значењето, но затоа тука бил Даниело кој го протумачил и денеска ние може да ги следиме тие 4 царства кои Даниело ги прорекол и ние живееме денеска доле во прстите на тој голем кип во обединета, односно разединета Европа, што значи дека сме сосема на крајот од историјата на ова човештво. Меѓутоа, во модерен стил, името Даниел значи активен, весел, креативен, темпераментен, сериозен и така натаму. Значи, тоа се тие современи тумачења на името Даниел. Но, еве ќе спомнам, значи, Даниел бил заробен некаде на 18 години со неговите другари Седрах, Мисах и Авденаго и однесени во робство. Всушност имало поголема група на млади, меѓутоа Библијата ни ги опишува тие четворица и каде што ние гледаме како тие млади евреи кои биле обучавани, приготвувани, учени да веруваат во живиот Бог, сега се нашле во робство, но со намера Навуходоносор ги зел за да ги обучава, да ги приготува на неговите универзитети и знаеме она случка кога таму на факултетот им дале храна, она што е спротивно на Библијата, им дале месо. Месото не е грев да се јади, почитувани пријатели, меѓутоа Бог дал правила кое месо се јади, а кое не се јади. Оние животи што преживат и што имат раздвоени копита на нозете, тие се јадат според трета книга Мојсеева 11 глава. А оние животни кои не ги исполнуваат тие два услови, не се за употреба. Сега да не ги спомнам со име и со презими животните, но вие може да проверите тамо во трета книга Мојсеева во 11 глава. Така да Даниело и неговите другари кои биле тамо земени и сега требало да учат,
im se davalo hrana koja je bila sprotivna na Božite pravila. Danilo, Sedrah, Misah i Abdenago mu rekli na svoj pretpostavi neka ti je ne jada takva hrana, ne pijat vino alkoholno. I ti je pobarali da dobija zelenčok, obična hrana za 10 dana da se vide razlikata koja je pomegio njih i ostanatite studenti koji bili na toj fakultet. I na vistina im bilo odobreno, im bilo davano takva hrana i na kraju od 10 dana možda kažem deka Danilo, Sedrah, Misah, Abdenago bile mnogo poubavi, mesnati na dvorešno i pointeligentni, što bi se reklo popametni. Znači, site četvorica bea od carsko to pleme Judino. Koga carot Nabucodonosor go razoril i go zazel Jerusalim, togaš Danilo kako momčence bil odveden v ropstvo zajedno so judejski car Joakim i mnozina drugi Izraelci. Imalo 2-3 vodenja na zarobenic, međutim, evo Biblijete gi posebno istaknuva ovi momenti koga bile zemini Danilo su njegovite drugari. No ti je bile predani na Gospoda. Ne se plašile za svoj život. Сега nema mnogo vreme da se do toga go opišeme. Danilo, poredi svoju upornost da se moli na Boga 3 pati na den, završil vo Jamata Laovska. Trojicata momčinja koji ne sakali da se poklonat pred onoj golem ki vo poletu Dur, jednostavno bile frlini vo ognjena pečka koja 7 pati bila vžarena poveke od normalno i zname što se slučilo. One koji gi frlile mladite vo pečkata, ti je bili izgoreni, a na ostanatite trojica ništo ne im falilo, nitu kosata im zamirisala na glavata. No carot Nabucodonosor primetil vnatre dek ima četvorica, a ti je frlili trojici, zato je ili frliš me trojica, koji se ga četvrti od? I go prepoznali deka je Isus Hristos. Nabucodonosor zna mnogo za Boga, počtovani gledači, zašto Danilo mu propovedal, Danilo mu bil prv sorabotnik na Nabucodonosora. Tako da, čitajte knjigata na prorok Daniel. Ima mnogo soviti, mnogo upatstva vo njegovata knjiga. Možda kažem deka Danilo imao pravo, zato što bil česen čovjek, da bide duri vo 2 carstva. Znači, koga padnalo Vavilonsko to carstvo, to je ostanalo na služba i vo Medo-Persijsko to carstvo. Znajte danes kako je padne na vlada vo država, svi te funkcioneri se menuvat. Si stavat novi luge, svoj prijatelji, svoj kolegi. No Danilo ostanal, je zadržao svojta pozicija, zato što bil veren i na Gospoda i vo svojeta služba. Gospod se kako gi spasel od ta vžarena pečka trojicata momčinja, a i Danilo bil izlečen od Jamata Lavovska i ništo njemu ne zasasuvalo. Evo, toliko za biblijske te ličnosti, znači zbruvavme za Danilo i za njegovite drugari Sedrah, Misah i Abdenago. Продолжуваме со песна, а потоа ќе се вратиме повторно во емисија.
Evo je повторно во живо, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежда, адвентистичко радио koje ја емитува својата програма секој утре од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Само да ви пренесам за гледаност на нашата вчерашна емисија. Вообичајно најмногу секако во Македонија не следат од Србија или во Србија. Понатаму, кога велам Србија, Германија, Америка, Хрватска, Бугарија, Австралија, Швајцарија, Австрија, Канада, Холандија и сигурно има и други места, но ете Фейсбук ми ги сврлува тие градови, односно тие земји. Од Македонија Охрид, Прилеп, Струмица, Гевгелија, поздрав, Веле секако, Кавадарци, до сите вас, почитувани гледачи, кои ја следите нашата емисија. Во проценти, 52% мажи ја следеле од машкиот пол и 48% од женскиот пол. Интересно, имаме, например, од 65 години па натаму, 32 од машкиот пол, а 52 жени, односно од женскиот пол, како се регистрирани во Facebook. Од 55 до 64 години имаме 38 мажи, 37 жени. Од 45 до 54 години 28 со 26. И од 35 до 44 години, интересно, 30 мажи и 13 од женскиот пол. Така да ви благодарам на вашето внимание и времето кој го одвојувате, почитувани гледачи, да ја следите ова наша, секако и ваша утринска емисија. Затоа пишете ни, дајте ни сугестии, кои рубрики сакате да ги видите, пишете ваши искуства, како сте го запознале Господа, пишете ваши доживувања, ако ги имате, а ние ќе ги споделим, или некои потреби да се молиме заедно со вас. Одиме понатаму да ја проследиме рубриката за нашите градови
za нашите села, водопади, ги имаме навистина многу во Македонија и може се пофалиме дека имаме зелена Македонија со чист воздух. Еве, денеска ќе скажеме неколку зборови за Крушево. Значи, град кој се наоѓа во западниот дел на Република Македонија, во пазувите на Бушева планина. Тој град на некогашната Крушевска република. Интересно, градот Крушево е на надморска висина од 1220 метри. Представува единствениот планински град во Македонија кој е највисок како град на Балканот. Градот Крушево представува административно седиште на истоимената општина. Познато е во историјата, Крушево прв пат се спомнува тамо некаде 1467 година. Позната е она 10 дена Крушевска република, кога за 10 дена турската војска го загушила тоа востание и биле убиени водачите, односно била растурена таа Крушевска република. Тоа е, значи, Илинденското востание кој се случило на 2 август 1903 година, каде што била формирана Крушевската република, но турскиот аскер, значи предводена од Бахтијар Паша, го загушиле тоа востание за 10 дена. На 16 април 1942 година во местноста Грујова Нива на планината Осој во близина Крушево формиране Крушевската народно-ослободителната партизански одред Питу Гули. Меѓутоа, во понова историја, Крушево се прочу во светски рамки благодарение на музичката звезда Тоше Проески, кој страда пред повеќе години, знаеме, на патот во Хрватска, на автопатот во Хрватска, кај што го загуби својот живот. Денеска стотици млади секоја година одаат на неговиот гроб. Таму има и музеј во Крушево, јас сум бил, значи сите негови елементи, гитара, алиште што ги носел, се оно што поседува како музеј, таму се ставени, можете да го посетите и Крушево, бидејќи има убава природа и зимски и летен период, но и да го видите музеот кој е поставен и изграден во чест на таа поп звезда Тоше Проески. Еве, толку за Крушево, може да читате и во разни историски податоци да најдете за Крушево, значи со богата историја. Таму има и споменици, има музеи, така да ако отидете нема да зажалите, имате што да видите, почитувани гледачи. Сега е рубриката за здравјето. Овутро се одлучив да кажам нешто за употребата на солта. Знаеме дека шекерот и солта се, некој рекол, бела смрт, и затоа која е штетноста и со што може да се замени солта? Можете ли да замислите храна без сол? Јас не можам. Сакам да биде вкусно и малку посоленко, но знаеме дека солта е штетна. Но еве да проследиме што е запишано. Без оглед на вашиот одговор, факт е дека солта во моментот се наоѓа скоро во сите јадења, но и дека поддржувачите на здрава храна се залагаат да не додаваат сол во оброците не само за време на диетата, туку и во секојдневната исхрана. Дали е можно да се замени солта и како тоа влие на здравјето на луѓето? Прво, не секоја сол е единствено штетна. Солта е штетна затоа што се добива со хемиски третман на морска сол. Тоа е чист натриум хлорид. Таквата сол се смета за многу агресивна за телото, па затоа е подобро да не ја јадете воопшто. Што се однесува до природната сол, се мислено на морската или химелајската, таа е богата со минерали и железо и не е штетна во разумни количини. Вишокот на сол може да се акумулира во бубрезите во форма на камења, да ја задржи течноста во организмот и да го зголеми крвниот притисок, што е погодно за разни проблеми на организмот.
Вишокотна сол исто така негативно влијае на срцето и на крвните садови. Ако некој лице веќе има одредени предиспозиции за проблеми со крвните садови и бубрезите, тогаш вишокот сол ќе ги направи многу полоши. Вишокот на сол во организмот доведува до манифестација на целулит и го инхибира процесот на губење на тежината. Постојат производи во кои натриумот хлорид е дополнет со калимови соли и други минерали. Во такви производи зачини и сушени билки се меша со сол за да се добие еден вид арома. Но како и со сол, важна е измерената консумација на секој ваков производ. Подобро е да се откажете од употребата на хемиски преработки на сол и да обратите внимание на природната сол. Постојат многу природни видови сол. Солта во зависност од регионот, како и грозјето, има свој вкус и минерализација. Вкусот на сол е се уште многу зависен од формата на кристалот, така што во некои продавници можете да најдете многу зачини и гурмански соли. Се тоа е сосема природен производ. Еден од најчестите видови се розовите и црните соли од Хималаите. Значи, она хималајска сол, црвенкаста, може се користи и не е штетна. Видот на сол зависи од минералите. Например, во црната сол овие се минерали од вулканско потекло. Во Франција постои познатиот така наречен флео де сел, чии кристали многу внимателно се отстрануваат со рака. Ова сол е исто така одлична алтернатива на готварската сол. Почитувани гледачи, ги проследивме овие информации за штетноста или употребата на сол. Значи, убаво е да се користи морска сол, не она преработена, кај што се додаваат и некои работи кои, како што видовме, се штетни. А сега ќе споделам рецепт, вие кои сте домакинки, кои готвите, кои правите, земете пенкало и запишете го. Штрудла од просо. Знаете просото како изгледа. Тоа е на ситни зрнца, но многу ефективно и здраво. Значи, штрудла од просо. Пола килограм тенки свежи кори, од 20 до 22 листови, 100 грама просо, 100 грама овесни снегулки, 100 грама суво грозе, 1 килограм јаболка, презла и сејтин или масло. Приготвување. За филот просото претходно сварено го вариме 3-4 минути, се трга и покрива да набаври посуво. Овесните снегулки исто како и просото. Јаболката измиена, рендена, нелупена, се меша сето заедно. Се прават 6 ролати од по 3 до 4 кори. Секоја кора се прска со малку масло и со презла. Исто и на последната на која и се нанесува и распоредува филот скоро по цела кора. Се витка во ролни и реди во подмачкан плех. Се пече на 200 степени 50 минути. И се сече ладна. Тоа е нашата понуда или нашиот рецепт за денес, почитувани гледачи, штрудла од просо. И посакувам пријатно кога ќе го јадете и пишете ни дали ви успел рецептот. Одиме сега со песна и подека ќе одиме на последната рубрика во нашата денешна емисија. Oh
Почитувани гледачи, полека чајот го допивам. Како завршува емисијата, така и чајот се троши. Верувам дека и вие сваривте чај и може да се освежите со убав топол чај. Одиме сега да ја проследиме последната рубрика за ова наша емисија. Зборуваме за археологијата, односно археологијата ја потврдува веродостојноста на Библијата. Ебла и Библијата. Еве, така и насловот на ова наше денешно излагање. Глинените плочки, пронајдени во Ебла, се прифатени како едно од најзначајните откритија на столетието. Библијата доста ни зборува за Аврама и за неговото потомство, но мошне малку за неговите предци. Како бил животот во тие далечни денови во 3-тиот милениум пред Христа на подрачето на плодоносната полумесечина во тој земјоделски и економски важен коридор преку кој Аврам патувал од долината на Еуфрат и Тигар на југ кон Палестина. Можеби научниците што се занимаваат со историјата на Стариот Блиски Исток сакале да ги надополнат извештаите од првата книга на Мојсеја. За жал, во овој случај тие не можат да бидат толку корисни. Во неодамнешната 1971 година писателот на ревидираната и угледна историја на Стариот век на Кембридж напишал дека ништо не е познато за етничкиот состав или за јазикот на подрачето на Сирија во 3-тиот милениум пред Христа. Тој сметал дека низините жители првенствено биле номади, па дури ја доведува во прашање и нивната писменост. Меѓутоа, сега изменето се. Како што е познато, археолошки искупувања во Тел Мардих во Сирија извршени во 1964 година и откритието на 17.000 плочки и некои фрагменти напишени со принесто писмо, почнувајќи од 1974 година, предизвикале голем интерес, па дури и дебати во врска со содржината на овој архив од 3-та 1000-годишнина кој се однесува на историската, културната
и јазичната заднина која го карактеризирала времето на библиските патријарси. Што било пронајдено? Што се случило во таа 1947 година, односно 64 година, ке дознаеме во утрешната емисија, почитувани гледачи. Така да, еве овде ке застанеме, но ве повикувам и ве предизвикувам да бидете и утре наши гледачи, да видиме што нашле археолозите и зошто Библијата е денешна, што имаме и веродостојна на оригиналот и може 100% да и веруваме. Еве, почитувани гледачи, дојдовме до крајот на оваа наша денешна утринска програма. И благодарам уште еднаш на вашето внимание. Ви закажувам нова средба, ако Бог даде, живот и здравје утре, петок, во 8 часот и 30 минути. А до тогаш бидете одговорни, чувајте се и довидување. До утре во 8 часот и 30 минути. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.